Македонската влада не отстапува под овие услови и под странски диктати нема внесување на бугарите во уставот. Скопје и Софија мора да репреговараат и да се најде решение, прифатливо за сите, кое нема да биде базирано на уцени и ултиматуми. Премиерот Христијан Мицкоски уште еднаш порача дека е подготвен да разговара за решение за билатералните прашања, кога во Бугарија ќе се формира стабилна политичка влада, а потсети и на сите отстапки кои Македонија ги направи во минатото и на непринципиелниот однос од источниот сосед. Кога се случи Преспанскиот договор, кога уставното име се промени во Република Северна Македонија од Република Македонија. И сето тоа беше еден процес кој што изобилуваше со многу понижувања и кон македонскиот народ и кон македонските граѓани. И тогаш безусловно од Брисел не убедуваа дека уште само ова направете го и завршено е. Вие не само што ќе ги почнете преговорите, туку и ќе бидете земја членка во Европската унија. Па потоа се измисли нова методологија на преговарање, па потоа дојде на сцена тогашната бугарска влада и премиерот на бугарската влада со ние хегемонистички барања, односно негирање на идентитетот, јазикот и така натаму. И за жал ние и после 2,5 децении повторно не можеме да бидеме дел од Европската унија, односно ние не можеме ни да почнеме да преговараме. Цврстите позиции на македонската влада ги разгневија бугарските власти. Софија досега беше навикната на потчинет однос од Скопје, па сега изненадена порачува дека немало да има какво било репреговарање. Вице-премиерот Александар Николовски вели дека не е изненаден зашто Македонија како тема секогаш се злоупотребува во предизборието во Бугарија. Ова не е политика на Бугарија од вчера, ова е политика на Бугарија која што имаме во континуитет од 2020 година. Второ, секогаш кога во Бугарија ќе дојдат избори, се злоупотребува темата Македонија. Не знам сега, не сум сигурен за кога им се изборите, затоа што до толку се нефункционални што не можат ни избори да закажат. Ова им е 7 или 8 техничка влада, веќе луѓе не можат да најдат за во техничката влада. Така што нека се ги средат прво дома работите, нека изберат политичка влада и ќе седнеме, зборуваме со политичката влада. Немам намера да одговарам на луѓе кои што ловат политички поени, а кои што се политички маргиналци во моментов во Бугарија, затоа што се представници на влада која што нема легитимитет. По најавите од македонскиот премиер дека очекува по бугарските избори и формирањето на нова политичка влада таму да разговара за наоѓање заедничко решение, официјална Софија остро реагираше. На властите во Скопје треба да им биде јасно дека обидите за покренување идеи за повторно преговарање на веќе преземените меѓународни обврски може да доведат само до дополнително дистанцирање од почетокот на преговорите за членство во Европската унија. Овој наш став нема да се смени без разлика дали е техничка или редовна влада. Внесувањето на бугарите во уставот е обврска која Македонија ја презеде по прифаќањето на францускиот предлог во 2022 година од страна на тогашниот премиер Димитар Ковачевски, без никакви консултации со јавноста и со тогашната опозиција и со игнорирање на масовните протести против пакетот во кој влегоа буквално сите бугарски барања кои задираат во македонскиот идентитет.